Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на Бизнис муабети на Фактор МК. Јас сум Мишко Јонов и овој пат имаме интересен гостин со кој што ќе разговараме на многу теми поврзани со бизнисот индиректно, односно со капитални проекти, автопатишта, железница, малку да фатиме и авиосообраќај, да видиме што и како ќе имаме авиолинии. Секако овде се и темите поврзани со и околу капиталните проекти и на крајот неизбежно е да говориме за политиката. Formanova.com.mk нашите пријатели, поздрав до нив, тие се грижат за да имаме ваков амбиент како што имаме. Посетете го нивниот вебсайт и нивниот салон кој што се наоѓа во комплексот Готел. Наш гостин во ова епизода на Бизнис муабети Александар Николовски, министер за транспорт и врски, вице-премиер, подпредседател на ВМРО-ДПМН. Добре дојдовте. Добре најдов, благодарам на поканата и поздрав на сите што не гледаат. Многу титули нареди, за да реков на почетокот. Затоа се долги деновица. А сте имали крај денот. Сега порано теравме шега 24/7, меѓутоа сега зајде треба да најдете време и да избалансирате и така и семејни дома обврски. и семејни обврски. Се обидувам, не знам колку сум успешен, но се обидувам да искомбинирам едно и друго. Зашто министер за транспорт и врски? Го пикиравте, а тоа уште додека се екипираше, создаваше владата, додека се шпекулира и мињата. Сега да не говорам, нели ве споменува и во други министерства, меѓутоа впечатокот сега кога ќе го гледате и кога разговарам со ваши колеги од ВМРО-ДПМН велат дека Николовски влезе најспремен во министерството. Тоа значи дека како да сте знаеле однапред дека ќе бидете министер, па точно ги лоциравте точките кои што се јаки и слаби страни на министерството. Па добро, драго ми ако е така впечатокот, дека сум легол најспремен, а во однос на министерството, знаете дека министерските места се политички функции и дека генерално се креираат политики таму и така и треба да се гледаат. Јас бев во една релаксирана позиција да буквално можам да бирам кога се составуваше владата, имајќи предвид дека сум подпредседател на партијата, имајќи предвид дека јас лично ги водев заедно со Гордана Димитриевска-Кочовска преговорите за составување на владата со партнерите од ВЛЕН, така што буквално можев да бирам. Во однос на овој ресор беше комбинација од една моја желба, која што ќе ја кажам, и еден совет. Желбата беше, јас сум веќе влегувам во некои средни години, имам полни 40 години, во март 41, и мислам дека пред мене имам 10-15 најплодни години во животот и сакам нешто да оставам позади себе, кое што ќе е трајно и видливо. И мислам дека овој ресор баш тоа го возможува од една страна. Значи, вие си го одбравте. Да, од друга страна, тоа што сум заменик председател на влада, популарно наречено вице-премиер, единствен од ВМРО-ДПМН, мислам дека многу говори за политичката позиција. Јас не се откажав од политиката, напротив, водам многу политички процеси. Председател сум на Комисијата за економски систем и тековна економска политика во владата, така што тоа е и најмалце познато во јавноста, е исклучително битно, правам практично координација на сите економски ресори во рамки на владата и мислам дека ова даде еден простор да се покажам во едно светло во кое што моите блиски ме знаат, но јавноста не ме знаеше досега. А советот дојде, обично ние фамилиарно гледаме да многу не зборуваме за политика, но дојде од еден близок член во семејството, кој што отвори една перспектива која што морам да признам дека до тој момент и јас не сум ја размислувал така и еве се заблагодарам за тоа што задоволен сум од првите резултати. Што ве советуваш? Дека е добро да го земам овој ресор, затоа што е ресор каде што човек може да води и проекти, но и политика, затоа што тоа се проекти кои што на крајот имаат силен импакт на политиката, имајќи предвид дека ние сме мала држава, но обкружена со 5 соседи на стратешки исклучително битна позиција. Но од друга страна не се плашевте затоа што тоа министерство е джин условно кажано и знаевте дека овде се оние капитални инвестиции, особено патна железничка инфраструктура и вие директно тамо огромен предизвик е, во право сте. Јас и секоја вечер се прашувам дали доволно правам. Послободен е разговорот, можам поотворено да кажам дека иако впечатокот во јавноста е добар, тоа го слушам од многу страни, јас се уште не сум задоволен на кое ниво
ги водам работите, мислам дека треба да е на повисоко ниво, така што е мамут министерство, а ако на тоа додаете комисија за економски систем во владата, тогаш мислам дека е се јасно и секако тука е партијата, ние знаете, ВМРО-ДПМН е посебна приказна, така што за нас партијата е многу значајна и јас сум многу среќен што сум подпредседател на партијата и тоа има своји обврски и своји потреби кои што треба да се покријат. Но времето ќе покаже дали ќе успеам трите работи да ги терам како што треба. Прво кога влеговте, што фативте? Автопатските делници? Прво кога влегов, фатив криминалот, тоа некако ми беше и наследство од опозиција, затоа што јас во опозиција многу реагирав во јавност за криминал и корупција. Ќе потсетам јавноста дека трет ден како министер, јас одржав нарапна драматична пресконференција, на која што презентира во јавноста наводи кои што не беа само мои, туку беа и на Државниот завод за ревизија. Тоа сакав да кажам. Еве, 5 месеци поминаа да го замолам обвинителството да забрзаат. Јас мислам дека сум еден од ретките, не мислам дека сум единствен, но сум еден од ретките кои што поднесува кривични пријави со собствен подпис до соодветните институции. Веќе втората недела министер, јас го поканив директорот на Бирото за јавна безбедност да му предам документи. И сите кривични пријави до сега се со мој подпис, значи не се кријам, не велам институцијата да достави документи. Затоа што имаше одредени, тоа е пат друга постапка. Дека обично нели кој има нешто, обвинителство има што има Биро за јавна безбедност. Имаше една постапка која што беше врзана со процедури во министерството, каде што мора бојава да почне, па после тоа оди во обвинителство. Нешто е прислушкували или? Не, таму беше во однос на упад во електронскиот систем за градежно земјиште. Да. И така што тоа беше стартот. Мислам дека тогаш се отворија одредени теми кои што еве сега го имаат своето созревање и дојдоа пак на точката на која што јас ги презентирав и во делот на железница и во делот на автопати. Така што тоа беше првиот предизвик. Вториот предизвик беше да се стабилизира работата. Јас после првата недела ми беше јасно дека сум влезен во фирма која што е во предстечајна постапка. И така и ги поставив работите. Првата цел беше да излеземе од предстечајна постапка. Втората цел која што во моментов ја правам е да стабилизирам и да воведам стандарди на работа. Мислам дека на многу институции им фала стандарди за работа. Во приватниот сектор, дали се тие ИСО, дали не знам, прехрана, IFS, така натака. Но некако во јавниот сектор ги забораваат сите. Нема проток на документи, нема следливост, нема процедури на работа и така натака. При крај сум со таа работа. И кога ќе завршам тоа, веќе треба да излегуваат резултатите. Првите излегуваат веќе, но ќе излегуваат многу поорганизирано и многу почесто. Ова е вака суштински како ги поставив работите. Во однос на она што е видливо за јавност, имаше 3 големи предизвици. Прво, 4400 луѓе да земат плата. Вие не можете да барате од некого одговорност или реформи, ако сакате не можете и да го отпуштите од работа, ако е вишак на работното место, ако претходно не му ги дадете платите за кои што доаѓал на работа. А што каде има 4400? Железница, инфраструктура, железница, транспорт и пошта. Не земаја плати со месеци пред да станам министер. Тоа беше прво. Второ, увидов дека двата наши аеродроми се во драстично паѓање во слободен пат и дека се пред колапс. И тоа беше голема битка. Инфраструктурно или? Не, по број на патници. Добро, тие ТАФ таму е дадено тоа на концесија, што... Дадено е на концесија, ама концесионерот може да се спакува да си оди. Опција Б, ќе им заврши концесијата секако за некоја година. А ако продолжи овој слободен пат, или нема никој друг да сака да ги земе под концесија, или ако продолжи да ги води државата, ќе бидат тешки загубари. И третиот аспект беа железницата и автопатиштата, каде што преизвик број 1 беше Охрид Кичево. Тоа е проект за кој што прв пат излегов во јавност минатиот викенд, минатата недела, а најмногу работам и најмногу време трошам. Сакав да излезам во јавност кога ќе бидам 100% сигурен дека ќе го завршам. И сега сум веќе сигурен дека ќе го завршам. Среќа Мицковски од Штип, од Скопје, Груевски со штипско потекло го пушти Миладиновци Штип. Сега Николовски како Охридгенецки инсистира на Кичево Охрид.
Па, добро е прашањево. Би одговорил и да и не, нормално е дека инсистирам, но работиме и други проекти. Прво, премала е држава, мислам да се делиме така. Не, шега на страна. Знаете, срамота е мене, Затоа се насмеав. Премала е држава за да се делиме така. Јас имам, нели како велат од кај ти е жената, тамо ти е родата. Мука ми е кога треба да возам до Струга. И се психички се подготвувам за да одам и на крајот ми текнува и на Нобеловецот кој што го шетавме и кој што се чудеше. Да. Тоа е една сериозна работа. Затоа и го почнав омаветот со оние автопатски делници. Кажите ми, прво, утната, неутната траса. Второ, како опозиција жестоко реагиравте на Бехтел и Енка. Трето, дадовте едно уверување дека еден дел од делницата ќе биде готов, барем оној од аеродромот, ако не се лажам сега, не ме држите за збор, тоа е една ваша изјава, барем до почетокот на оваа летна сезона дека ќе биде готов, а целата делница до крајот на 2026. Некако како да се уморивме како граѓани од слушање на рокови, овие претходните до 2023 го најавува или како беше до пред избори. Да, две различни работи, се едно е Охрид Кичево, друго е овие коридори 8 и 10, кои што ги гради конзорциумот Бехтел и Енка. Во однос на Охрид Кичево, јас решив да не зборувам за проблемите, од причина што мој впечаток е, не сум го мерил, не сум правил истражување за ова, мој личен впечаток, дека на луѓето ми е преку глава од објаснувања за овој проект. Луѓето генерално сакаат да слушаат што се случува, кој е прогресот, така натака. Но овдека, заради ова што го кажавте, предходно давани премногу ветувања, премногу образложение и така натака, и мислам дека веќе отпор има луѓето да слушаат. И затоа решив да не давам образложение, иако има огромни проблеми. На која делница сега? На цела делница, за Охрид Кичево зборувам. Да. Тие проблеми се од времето кога ВМРО ДПМН беше на власт или се од тогаш па ложени Како да ви кажам, тие се проблеми кои што самото време се ги носело. Два примери ќе кажам и навистина не сакам да во детали за да не изгледа дека барам образложение. Автопатот почна да се гради во февруари месец 2014 година. Јас бев на камен темелник, тоаш како пратеник. Имаме фотографии и така натака. Рокот беше 5 години за завршување, до 2019 година. Тоа е Синохидро, само да појасним. Така? Да, Охрид Кичево. Јас живо се сеќам 2015-2016 година сум ја посетувал трасата како пратеник, нели до 2016 бев пратеник, после направив пауза. И имаше голема мобилизација на работници од Синохидро. Фотографии имаме со нив и така натака. Сега скоро и да нема работници од Синохидро. Што не е за замерка, имајте предвид дека не може една компанија 10 години да прави мобилизација на работници да ги носи од сопствената држава во услови кога не знаат дали оваа година ќе имаат работа за 1% од проектот или за 20% од проектот. Така да имаше кога дојдов за министер целосна демобилизација на проектот, а во моментов работат некаде околу 300 машини со 600 работници. Што е комплетна мобилизација. Синохидро заедно со подизведувачите кои што се работат таму. Така што тоа е еден пример. Втор пример. Изгледа беззначајно, но се сериозна финансиско оптеретување се работи за оградите. Дали се оние обични огради кога е рамен терен, дали се работи на косини кога се ставаат челични огради, еластични огради и така натака. Кога проектот е правен, не постоеле така наречени EU стандарди, работено е по македонски стандарди. Тие македонски стандарди не се сега апликабилни на EU стандардите и за да го пуштиме патот во употреба, мора да имаме EU стандарди. Се јас можам како сите претходно да градам патишта кои што никогаш нема да добијат технички прием. Можеби знаете, можеби не единствен автопат во моментов со технички прием е Демир Капија Смоквица. Се друго е без технички прием. Но јас тоа немам намера да го правам. Затоа што не дај Боже да се случи нешто, кај ти е одговорност. Само за тоа да се промени треба голем напор, средства, знаење и така натака. Но пак велам, ние можеме 2 емисии потрошиме да ви ги бројам проблемите, никој нема ме слуша. Ти речат, овој се, како сите претходни,
не сака да ја заврши работата, па полесно му е да дава изговори. Трета работа, ќе завршам тука. Ние имаме една уникатна ситуација каде што имаме 5 бензински пумпи на траса на автопат. Невидена работа. Законски двете страни се во право. Затоа што тие 5 бензински пумпи се поставени на магистрален пат и имаат сите 5 законско одобрение за работа, никој не работи на диво. Во моментот кога тоа се трансформира во автопат, веќе важат нови правила, каде што ние сме во право како инвеститор. И сега тука имате колизија помеѓу правото на државата да изгради автопат, но и правото на оној кој што инвестирал да си приходува затоа што тоа го направил по закон, не го направил незаконски. Плюс тука имате човечки судбини, вработување и така натака, и не можете праволинijски да решавате работите и затоа тоа троши многу време, енергија и така натака. Но, повторувам, решив да не одам со образложенија, она што можам со сигурност да го кажам, е дека до почетокот на летната сезона ќе пуштиме најголем дел од автопатот, некаде околу 40 километри. Тоа е од селото Врбјани, сликовито за оние кои што патуваат од Скопје, кои ќе се спуштат од пресека, првото село. Значи, од селото Врбјани до Охрид со еден мал истичок кај селото Ботун, тоа е некаде на средина на трасата, во клисурата. Тоа е она кривината. Така, клисурата, да. Затоа што таму има големи косини кои што допрва треба да се решаваат. Значи, со тој истичок, целокупното друго ќе биде функционално до следната летна сезона. А целиот автопат ќе го завршиме до крај на 2026 година, како што и ветивме. Да, тоа видов дека ќе се работи и во зимо, а промашена ли е трасата или прашање е што е промашена траса. Не знам. Ако гледаме дека има 5 бензински станици на траса, тогаш е промашена. Но прашањето е дали на друго место и можела да се постави. По мене најголем проблем кога се правил проектот е што не се направени, и тоа е огромна грешка, не се направени детални геолошки истражувања. Но исто така е проблем кога почнала да се работи проектот, и тоа се однесува на сите претходни влади, што не ги направиле тие геолошки истражувања. Ај кога се проектирал не се направиле. Но почнувате работите, гледате проблем и не се прават геолошки истражувања. Тоа е онаа секција која што оди од Врбјани до над Кичево, планинската секција. Добро. Таму мислам дека се одело повеќе на логика. Секоја планина најчесто е карпа. Овдека има една комплетно друга геологија, каде што вода валјда, така? Теренот е главно песоклив, ровка земја и обично, Сакал Нетил и ова го научив, планините одат, значи, потврдиот материјал е долу, помеќиот е горе. Овие планини кои што се во Кичевската област се обратни. Потврдиот материјал е горе, поровкиот материјал е долу. И тоа клиза. Да, и затоа се случува косини да се спуштаат после 3 години. 3 години да се стабилни, да нема ништо, да се изработени и да се спуштаат на траса после 3 години. Но има и за тоа решение. Да, како што имаше од другава страна, како што има, например, од Маврова, кога се спуштате, нели таму знае често да има одорни, особено тој дел кај Радика, ама Радика, таму е да. карпа, овдека е Да. песокливо земјиште. Но има и за тоа решение. Значи, отиде светот напред, отиде науката напред и ние работиме се на решенија. До март месец ќе имаме комплетни проекти за сите косини кои што се спуштаат на траса. Затоа што нас ни е најлесно ние да го изградиме автопатот, да го пуштиме и после за година, 2-3 да почнат да се спуштаат на траса и да треба пола траса да ја затвараме во одреден број месеци, да ја чистиме и така натака. Не е тоа решение. Мора да имаме решение каде што автопатот кога ќе го пуштиме ќе е целосно функционален. Сега, не знам вие дали чочек играте. Чочек играте на крај на почеток на пред летото или кога ќе биде готово? Тоа се работи кои што не треба да се повторат во државава и кои што не избори завршија како што завршија. Сега на страна, идентичниот проблем предпоставувам го има и Стрвите градејќи она градаличка клисура, бидејќи таму на неколку пати има проблем па со Дел од не знам дали е експертите истата земја, меѓутоа слично е, македонски експерти имаат работено таму. Дел од експертите кои што работат на решенија се истите кои што имаат работено на Грделица. Иначе јас само што станав министер ги собрав најголемите умови кои што Македонија ги има во тој дел, заедно со меѓународни експерти, помогна тука и Синохидро, морам да кажам, донесоа и тие своји експерти.
И еве веќе решенијата се гледаат. Добро. Значи 2026 ќе биде готов Кичево. Да, до крај на 2026 Охрид. ќе е готов. Има еден дел пред да преидеме на оној од Тетово до Гостивар или до Букојчани, така беше. Има еден дел кој што е 12 километри, ако не се лажам. Да, тоа е спојката. Тоа е од Букојчани до Кичево, До кој што Кич- треба. Да, до над Кичево. Да. Тоа е спојката, тој ќе го работиме заедно со Европска банка за обнова и развој. Веќе се определени средства. Нешто има грант компонента, нешто има кредит. Се работи за една секција која што е 6,2, друга 6,5 км, значи 12,7. 12, да. И тоа е спојката помеѓу автопатот Охрид Кичево и помеѓу автопатот Гостивар Букојчани Тетово. Оваа делница, како министер сега, од сега одиме веќе на Бехтелинка, ова е решивме до 2026 ќе биде готова. 2026 подразбира целокупниот пат Скопје Охрид? Не, 2026 Кичево Охрид. Кичево Охрид, така. Што правиме со делницата? Кичево Букојчани, оваа пролет би требало да се избере изведувач, таму ќе оди брзо, мислам дека за 2 до 2,5 години ќе од се Тетово заврши. до Букојчани? А од Тетово до Букојчани, колку и да изгледа чудно, најбрзо ќе оди Гостивар Букојчани, популарната стража. Што се заобиколува доздоле. Да, затоа што експроприацијата таму ни е при крај со решавање, има голем фронт за работа и се договоривме со Бехтел да се заврши за 3 години. Имајќи предвид дека ја почнавме оваа есен, би требало до крајот на 2027 година да е готова. И се обидуваме истата динамика да ја добиеме на Гостивар Тетово. Со Гостивар Тетово главниот проблем е фреквенцијата на возила која што има сега и затоа што е многу населен тој дел. Ова што е сега е експресен пат, и ако сите сакаме да го нарекуваме автопат, зборувам за Тетово Гостивар. Да, што ме 80 дозволено не И е автопат. не само тоа, не безбеден е за функционирање. Но мостовите кои што ги има многу, сите кои што возат знаат, затоа што има многу население на едната и на другата страна од експресниот пат, мора сите да бидат срушени затоа што треба да се шири патот и нормално треба да има поголеми и пошироки мостови. Во моментот ние можеме да се договориме со изведувачот да ги сруши за месец дена сите. Но тогаш ги отсекуваме едниот и другиот дел на полок. Остануваат отсечени огромни села, цели општини, општина Првеница е таму, и така натака, Неготино, Гостиварско, па и Гостивар ако сакате, затоа што е на таа страна. И се договоривме со изведувачот прво да работат на алтернативниот пат, кој што секогаш оди паралелно со автопат, и после да се руши и паралелно да се гради мост по мост. Прво да изграде новиот мост, па да се сруши стариот. Тоа ќе земе малце време, но мислам дека за 4 години можеме да го завршиме и тоа. А изгледа толку едноставно бидејќи е право. Да, Тетово да. Гостивар. Таму експроприацијата е завршена? И тоа беше голем предизвик, затоа што веројатно никој не планирал дека ќе се интервенира на таа делница. По таа делница, како што движи постојниот експресен пат, почнал да се гради цевковод за наводнување на целокупниот Полошки регион. И прво што правевме беше да се измести малце трасата за да не го рушиме цевководот, пари потрошила државата. Тој не е завршен, сега се работи, но има одредени делови кои што се целосно завршени. Тоа бараше нова експроприација и очекувам до март месец да завршиме и таа експроприација. Во Бехтел и Енка практично се 4 делници. Ова Кичево, односно, пардон, Тетово Гостивар. Овде е и Прилеп Битола, така, останува и од коридорот 8, ако не се лажам, Струга со Кјафасан, и уште една делница имаше, 4 делници се. Тетово Гостивар, Гостивар Букојчани, Требеништа Ќафасан и Прилеп Битола. Жестоко го критикувавте проектот кога бевте опозиција и одеднаш Бехтел и Енка е најдобриот проект. Ве стисна американците, американско-турскиот конзорциум. Не, да сме прецизни во искажувањето, ние никогаш не сме рекле дека овие две компании се најдобрите. Она што јас го реков, можам да се цитирам сам себе, кога почнавме да го работиме Гостивар Букојчани, е дека е историска работа, затоа што 50 години се зборува за целокупно или комплетно автопатско решение кое што треба да оди од Скопје до Струга и до Охрид. И 50 години никој ништо не правил. И тоа е факт.
Ние сега ќе го завршиме. Само што почнуваме ќе го завршиме. Добро, бевте жестоко против Во тој однос проект. на договор, не. Ние бевме против начинот на кој што беше избран изведувач и начинот на кој што беше избран надзор. Ние никогаш не сме биле против да се изгради автопат од Скопје до Охрид и до Струга. Не, ја говорам за Бехтил Ленка, не за автопатските делници. Па јас кога зборував, За гледам дека договорот, барате одредени да се отвори па се вадеа делови. ќе зборуваме за тоа. Одредени гледам го извртеа тоа. Не дека не ме слушнале што сум кажал, така им одговараше, да кажат дека еве сега сум сменил став јас за начинот на кој што беше избран изведувач и надзор. Не, ставот мене ми е исти, но дали мислам дека треба да се изгради автопат од Скопје до Охрид и до Струга, треба. И мислам дека нема човек во држава што мисли дека не треба. Сега во однос на договорот. Јас досега сум единствен политичар, тоаш во опозиција, сега на власт, кој што тој договор го вадел во јавност. Се сеќавате дека во опозиција го прогласија за државна тајна, без разлика што го прогласија за државна тајна, со цел ризик да одговарам, тоа што има сериозни законски ограничувања, јас тој договор го вадев во јавност. Кога станав министер, побарав од изведувачите, затоа што така е направено, мора двете страни да се согласат да го декласифицираме договорот, од причина што во договорот нема ништо плюс од тоа што јас сум го извадил во јавност. Значи, тие секако, ако сака нешто да скријат, веќе не може да скријат, затоа што се е веќе излезено во јавност. До денес не можам да разберам зошто не се согласија да го декласифицираме договорот. На секоја средба ја повторно го поставам тоа прашање. И што е спорното според вас? Според мене зошто не го декласифицират или според нив? Според нив. Според нив затоа што конкуренцијата ќе видела на кој начин работат и во други држави ќе можеле да конкуренцијата да се поконкурентни. Може би држи, може би не, ама конкуренцијата видела. Излегло тоа во јавност. Дополнително, ако јас сум го добил од свиркач тој договор, го добили и други, не е дека само јас сум го добил. Не е тоа добил. од свиркач, го имаш и во собрание, мислам, договорот, ако не се лажам, да го видите. Цел не отиде. Не отиде. И тоа го критикувавме. Тоа што отиде само закон кој што вели со овој закон ќе се прави договор. Договорот, тоа големото, суштината, никогаш не отиде во собрание. Дали е криминален договорот? Мислам, ако мислите во смисла на криминал и корупција, не. Дека така ви обвинувавте. Но за договорот, надзорот, надзорот е друго. Надзорната екипа е истата која што и претходно работеше со вас, со ВМРО-ДПМН. Па, сега, тоа ВМРО-ДПМН и ова ВМРО-ДПМН сме зборувале многу пати за разликите. Но, во однос на надзорот има многу сомнителни моменти и тоа е по мене најпроблематичниот дел, од причина што, вака да поедноставиме за тие кои што не гледаат, кога бирате изведувач, тоа се две спротиставени страни. Државата сака за помалце пари да добие повеќе производ, во случајов повеќе километри автопат, изведувачот сака за повеќе пари да изгради помалку. И тоа е секаде во светот. И затоа се бира надзор, кој што како во еден судски процес е објективниот судија помеѓу двете страни. Ние имаме сега проблем со надзорот или со судијата што е неспособен. Не е толку проблем дека фаќа страна, да речеме дека фаќа страна за Бехтел, туку се неспособни да воопшто се постават како судија во целиот овој процес. Надзорот? Да. И се улогата на надзор, јас и Коци Трајановски ја преземаме, па ние водиме жестоки разговори со Бехтел и НК, па ние се убедуваме што треба и што не треба. Чекај, сте министерот за транспорт и директорот на агенција за патишта се индиректно надзор. Значи, еве да знае јавноста, еднаш неделно имаме долги состаноци и за Охрид Кичево со Синохидро и сите подизvedувачи и за коридорите 8 и 10 да со конзорциумот Бехтел и НК. Јас и Коци Трајановски лично по 7 до 8 часа седиме. Точка по точка, ставка по ставка. Иначе не се завршуваат овие. Добро, и што е спорно? Или може да се завршат со цена 2 пати поголема од ова што е предвидено. Во однос на надзорот, прво е спорен изборот, но еве обвинителство нека си ја гледа таа работа. Второ е спорно што имаме меѓународни експерти онлайн кои што работат, кои што никој не ги гледа, и имаме поставеност каде што не влегуваат во конфликт со изведувачот, од причина што никогаш волку голем проект не работеле. Тие може да ви кажат како бројка дека се работеле 30-40 проекти, но никогаш не работеле проект кој што надминува 1 милиарда евра.
И едноставно немаат искуство, не знаат како да се постават. Например, конкурентските компании кои што аплицирале на тој тендер, а изгубиле, се компании кои што прават годишни обрти, не работа на проекти, туку нивниот приход на едната е 19 милиарди евра, на другата е над 21 милиарда долари. Овде имате мала бутик компанија од Италија, која што не знае како да се постави како дете во сладкарница. И имаме огромен проблем. И затоа треба јас и директорот на јавното претпријатие за државни патишта да ја водиме таа. А што не го смените надзорот? Тоа е втор проблем, што согласно истиот овој договор, практично е невозможно да се постави нов надзор, а за тоа ние да не плаќаме пенали. Кој го бира надзорот? Државата или Бехтил Ленка? Надзорот го бира државата, Добре. односно јавното претпријатие за државни патишта, но проблемот овдека е дека немаме класичен надзор, туку. Како изгледал проектот? Проектот изгледал вака. Претходната влада добила желба дека се сака да гради 4 автопати. За тие 4 автопати нити имала проект, нити имала физибилити, нити предфизибилити, нити еколошка студија, ништо. Ма тоа се проектите кои што Имала желба. претходно ВМРО ДПМН ги споменуваше. Не. Истите проекти се пат да има до Ама експресен од да... пат да има до пат да се испроектира, има многу работа. Значи, влегуваат во проекти за кои што нема ништо. Договорот е според ниедно ФИДИК правило, ФИДИК е начин на градење. Значи, нити е проектирање плюс изградба, нити е само изградба, нити е само проектирање. Една симбиоза од се и од ништо, каде што надзорот, покрај што е надзор, е и преговарач во име на државата во однос на договорот, што е прв пат, мислам, дека било каде во Европа да се случи. И тоа се една така измешани работи, кои што ние сега, кој беше нашиот избор? Нашиот избор беше следен. Кога дојдовме како влада, на Бехтел му беа префрлени скоро 300 милиони евра, 240 за мобилизација и 60 за првични работи. Скоро 300 милиони евра нема сработено ништо. И според договор беа целосно во право, затоа што во истиот договор пишуваше дека 3 од 4 делници треба да бидат завршени до август месец 2023 година. Да. А ние станавме влада во јули 24-та и ниедна експроприација не беше завршена. Во истиот договор вели дека државата треба да плаќа 3 милиони евра пенали месечно, доколку експроприацијата не е завршена, што значи ние требаше платиме 48 милиони евра пенали само до денот кога сме избрани. На овие 300-350 милиони, мислам, најсретни ќе беа да си одат. Ние ќе бевме посиромашни за 350 милиони евра, 0 километри изградени, на арбитража ќе изгубевме сигурно, ќе не дадеа, затоа што кога велам ние како влада, ама државата не ги завршила своите обврски и решивме да го направиме единственото што беше честно кон буџетот и кон граѓаните, се друго ќе беше душмански однос. А тоа е да ги натераме да се ги заработат парите. И тоа го правиме и веќе помеѓу месеците јануари и март државата нема да има никакви обврски и тоа ќе сме чекор пред изведувачот и тие ќе треба да не бркаат нас, затоа што ќе ги завршиме сите обврски на државата. Воделна експроприација, дислокација на водови и бројни други работи за кои што неќам да ја оптеретувам јавноста. Ова е за Бехтел Ленка, така. Да. Меѓутоа, потегот од Гостивар до Букојчани, јас колку што знам, се работеше. Но таму не може да видат луѓево. Не. Гостивар Букојчани 2 пати отишле демек дека почнувале да работат. Но Не таму се копа сега. Сега не да се копа 3 моста се градат во моментот. Затоа велам, да. Предходно не се работел затоа што не беше завршена експроприацијата и затоа што не беше решен проблемот со археологија, кој што во меѓувреме исто така се реши. Има наоѓалиште? Цела Македонија има наоѓалишта, поентата е да се заштитат. И има таму потенцијално наоѓалиште, не е никогаш истражено. Јас знам, неофицијално знам дека се наоѓаат страшни на наоѓалиште и дека значи, не знам дали се Тоа за кое што има индикација и не знам дали се остава простор на наши за кои ќе лоцираат да кажат. Јас Да, тоа ви кажувам. Тоа за кое што има индикација од страна на Министерството за култура, веќе ги има сите дозволи да биде истражено и доколку нешто се најде, нормално да е конзервирано и се помести трасата за да не поминува таму каде што има потенцијално археолошко наоѓалиште. Добро. И сега ова Бехтел Ленка е, како да кажем, од
од сите зло помалото за вашето решение кое што го одбравте. Па може за би да не- најдобрата дефиниција е Аха, оваа која што така. кажавте сега, да. За да не Помалото кажеме од двете зла. дека вие кои го критикувавте, бидејќи во перцепцијата во јавноста вие бевте жестоки противници, сега одеднаш и американската амбасадорка и вие сите срекни, весели. Има ли сега колку пари се предвидени во буџетот за нив? Ќе ви кажам, само ова претходно е многу битно. Ние можевме обратно да одиме. Например, за Крива Паланка Бугарија пругата, јас можев да молчам, да се потпише договорот, сега како вие пред мене го правеле. Во 2 мандати немаше да се заврши. Што правите? Градиме. Како оди? Ај Николски, таа е делница од време на Бранко Црвенковски. истата Само делница заврши. е. Како оди? По полека. И после 8 години некој друг да си ја чука главата, како што сега јас си ја чукам за Охрид Кичево. Или да кажам дека таа работа не ја бива, како што кажав. За Бехтеленка можевме херои да излеземе во јавност, да го раскинеме договоров и да одиме по арбитражи, како што сега одиме по арбитражи, заради тоа што некој друг претходно терал популизам за други проекти. За рудници? Да, меѓу другото. Но за двата проекти решивме домаќински да се поставиме и да ја кажеме вистината и да кажеме кој е најрационално решение. И мислам дека времето веќе потврдува дека сме биле со правилен пристап во двата случаи. Добро, ќе ве држиме за збор за роковите за кои што ги дадовте. Најавите, дури ги следав и по медиумите дека ќе се работи и во зима. Да. Бехтеленка е сериозен конзорциум, дури пресериозен за една наша држава. Колку пари има предвидено во буџетот сега за Бехтеленка? За Нели ова- ги критикувавме овие колку околу 300 милиони беа Да, за првата транша. за оваа година, значи за 25-та, предвидуваме 8 милиарди динари. Во евра колку е тоа? Па тоа некаде доаѓа околу 120-130 милиони евра. Тие се за Бехтеленка, така? Да, но многу ќе зависи од динамиката. Ако успеат да ја натврлат динамиката, секако дека ќе најдеме начин да одиме и нагоре. Тоа зависи од тоа колку ќе работат. И јас би сакал да работат што побрзо за да се завршат автопатите што побрзо. Добро. И да ја надминат оваа цифра од 8 милиарди А динари. со Синохидро каква е ситуацијата? Тоа е веќе канализирано затоа што таму има кредит кој што е активиран и работат во рамки на тој кредит, така што таму нема средства кои што одат од буџетот. Добро, а овие 120 милиони 130 што ги спомнавме, тие кидат од буџетот, така? Тие одат од буџетот, да. Тие се предвидени. Тие се претпоставувам, предвидени, пари ги во има во буџетот. буџетот, да. И само тие или има и повеќе, ако одат со побрза динамика? Тоа реков, ако успеат да одат со побрза динамика, секој јуни нели се прави ребаланс на буџетот, секако дека ќе алоцираме и повеќе средства. Например, потенцијално хипотетички колку е планирано Тие велат дека можат да одат до некаде 18 милиарди в година. Дај Боже да се оправа, тоа ќе значи голем прогрес на проектите, но да видиме како ќе оди. Добро. А за железницата за која што ја споменавте, за коридорот 8, но претходно пред додом на коридорот 8, овој десетката го обвинувавте и за Илирида, не вие, и некој друг, дека е пат на кој што ги спојува албанците, дека имаше и таква... Од мене немало такви изјави, од кои имало, нека си одговара. Така, но сте ги слушале, претпоставам, изјавите, дека Па се за тоа за Илирида не вака да ви инвестира кажам и- искрено, ама која дал Фере да опрашате што мисли. Добро. А за железницата кога веливте наидовме на зид, на тунел, на што, на рит, на што На проект кој што нема Па, теорија да биде реализиран, па- е вака наједноставно. Ама не, ако има тунел, нормално е да има рит, претпоставам, така. Не, треба ако се- има тунел, нормално е да изгледа вака како цевка и да се влегува тука, да се излегува тука. Не е нормално тука да завршува. Прво, инженерски не е возможно, затоа што ќе струши ова што ти го изградите до пол. Ама Е, сега, ова како беше и проблем. вамо како да ретерирате и на тој проект, за коридор, тој е коридор 8. Така? Јас обратно мислев дека аплаузи ќе ни даваат за тоа што успеавме да го постигнеме. Ама разбирам дека со години има негативна енергија во јавноста и дека на голем дел од јавноста е несфатливо кога има успеси. Ние 3-0 ги добивме бугарите во однос на оваа работа. Тие мислеа да тераат политика. Прво ги трнавме од политика, затоа што нема политика во проекти кои што се неизводливи. Тоа е првото. Второто, признаја дека од нивна страна нема ништо. И трето, ги прифатија сите наши аргументи. И сега ридот ќе се руши? Не се работи комплет нов проект кој што ти е изводлив.
Значи, Тоа е истата траса од времето на Црвенковски. Таа е трасата, па нема не- која друга ама- за железницата. Ама треба да сме прецизни во изразувањето. Нема траса, имало желби тогаш. Има траса како Црвенковски имаше темели поставено тогаш. Тоа е кај Куманово. Сега Така ние да. сме веќе за кај Крива Паланка зборуваме. Добро. Па немало ни проект ни ништо. Немало траса сака да кажете? Па, за да има траса треба проект да има, нема таква работа. Затоа што бугарите веќе се готови од Бугарите нивната страна. не се готови, се до Ѓуешево. Добро, и- бе, скоро се готови. Па, од скоро до да. готови има голема разлика и второ имаат пруга која што им е скоро нефункционална од Софија до Ѓуешево, треба да ја реконструираат. Така. Така да лесно е на маса вака да се прават разговори, да се раскажуваат убави политички заложби, тешко е да се реализираат, треба некој да изработи. Добро, и сега како ќе оди? Ридот ќе го заобиколува. Не знам, тоа ќе кажат оние кои што се стручни. Ама го терат и тој проект, така? Значи ние сега треба да имаме трета фаза на диалог. Таму и со европјаните, бидејќи тој е европски проект, Тоа, европски трета- пари, таму влеговте. Трета фаза на диалог треба да имаме со Европска унија и со Бугарија. Не мислите дека многу на нос ја терате работата? Не мислам дека ја терам честно, од причина што ајде да го имаме тој проект. Ви кажав, ја можев да го подпишам, никому ништо, да бидам фин и така натака, или можев да ја кажам вистината. Неке и да го подпишевте, ние ќе ве прашуваме до каде е проектот. И тоа Така ќе се работи. Така. Секако имаше рок таму за не беше една година рокот, како што претходно се правил. Ага. Или да ја кажам вистината, на почеток никому не се допаѓаше вистината, од причина што сите сватија дека ќе мора да се соочат со реалноста, тоа е дека сгрешиле. Но самото тоа, што се согласија да седнеме и да водиме диалог, тие признаја дека има грешка, ако беше добар проектот, што ќе ни е диалог? Тоа е прво. Второ, веќе имаме трета фаза на диалогот, имаше во Брисел, имаше во Софија, треба да има во Скопје, и после тоа треба да имаме конечни заклучоци, но истите се надзираат после втората фаза на диалогот, и после тоа треба да влеземе во проект кој што ќе е изводлив. Неизводливи проекти, за кои што треба да потрошиме 560 милиони евра во сиромашна држава како Македонија, јас нема да работам. И тоа е тоа. Добро. Уште малку на овие делниците, оваа Прилеп Битола, Прилеп Битола ќе оди брзо, 2,5 години ќе е готова. таму каде што правевте протести денес, каде што треба да им кажете на луѓето дека нема да поминува за и околу, како се качуваш на Прилепова село, што е со и околу Ние дивата никогаш не сме депонија. правиле таму протести, ако мислите на Ореовец, но прави локалното население и Добро, тука но треба... беше и пратеникот на ВМРО не е таму на пресконференција. Тоа му е работа, пратеник од Па Прилеп. сега како ги име објасни на луѓето? Па нема да им објасниме, затоа што изветувачот треба да си најде заеднички јазик со населението или да најде друга локација. Не може на сила да се терат работите, така што или ќе најдат заедничко решение, или ќе најдат друга локација. Дека тогаш, знаете, ова е Значи, видете, карактеристично. треба да се работат проекти, но не по секоја цена. Ако од одредено место може нешто да се направи, ќе се направи. Ако не, ќе се направи на друго место. Поентата е дека треба да се туркаат проектите, но секако не смее да се загрозува. Не, сакам да ве прашам локалното население. колку политичката реторика во предизборието сега ви се враќа како бумеранг. Знаете, тогаш на пресови ги храбревте тие луѓето и сега одеднаш види. Тука мора да се гради. Прво, таму не се гради, од таму треба материјал да се зема. Добро. Второ, ние никогаш не сме ги поддржале официјално, но трето, одам, и тоа е најбитно за целава работа, затоа што ова се живи проекти, ова не се проекти од канцеларија, овие проекти на терен ќе се соочуваат со проблеми, мора изведувачот и тука надзорот ни треба во суштина да се прилагодува на состојбата на терен. Не можеме ние виртуелни проекти ја правиме. Како за Охрид Кичево седнал, некој го нацртал и нацртал автопат што поминува преку 5 бензински пумпи. И сега најлесно ние нас да ги срушиме и да плаќаме оштета и да не можеме генерации после дупките да ги покриеме само за оштетата што ја плаќаме. Нормално дека го прилагодуваме проектот. Ово е од Трбениште? Струга, тој ќе биде? Тоа е голем предизвик и по мене е многу тежок за реализација, најмногу заради УНЕСКО. Тоа е заштитено подрачје на УНЕСКО. Вака јас кога гледав проектот, Не знам- во претходната не знам влада, зошто- изгледаше многу едноставно. Едноставно е, но УНЕСКО не се слага да се гради воопшто. И потенцијалната идна пруга со Албанија има исти проблем. Сега решението или да одиме северно, во делот кој што не е заштитен од УНЕСКО, но за таму нема ништо, треба допрва да се почне проектирање, или да видиме да одиме со рехабилитација на некои постојни патни решенија.
Делот до Струга не е никаков проблем. Проблем е од Струга до Ќафасен, затоа што тоа е веќе заштитен дел на езерото. Иначе од Требениште или од Подмолје, која е траса да се одбере до Струга, нема никаков проблем. Така што автопатско поврзување на Струга не е никогаш доведено во прашање. Прашањето е останатите десетина километри кои што поминуваат низ заштитено подрачје. Реални ли ви се очекувањата и проектите за железничката инфраструктура, ако имаме денес возови кои што одат 20 на час, ако имаме пруга која што е како да кажем, страв да те фати да се вози. И затоа за осмицата реагирав. Значи, на еден од состаноците кои што ги имав со представници Мировната заедница, им велам од една страна луѓето кои што се носители на проектов плата не можат да земат, железница инфраструктура, од друга страна ние зборуваме за проекти од 560 милиони евра. Малце паралелна реалност имаме. Истото е со целокупната железничка мрежа и затоа решив да работиме, затоа што ако не работевме, уште полошо ќе беше, немавме никаква железница. Имаме среќа што коридорот 10 станува многу атрактивен од многу причини. Па и геостратешки, и политички, како сакате. Бизнисот станува многу атрактивен и тоа ќе е коридор кој што годините кои што доаѓаат ќе носи многу пари во Македонија и затоа ќе вреди да се инвестира и тие инвестиции ќе се враќаат и ќе ни даваат можност да инвестираме и во делови кои што не се толку економски атрактивни. Реално ли е изводливо тоа? Тоа сакав да прашам, например, брза пруга. Да. Сега ние ги гледаме в Србиве како функционираат и некако целиме на тоа, па на тоа се лутат бугарите дека некако повеќе влечите на кај Србија. Не, видете, тоа се измислени дискусии. Прво, коридорите се природни, немаат врска со политика. Север-југ коридорот во Европа постоел од секојаш. Дали била Отоманска империја, дали после тоа балканскиве држави, поранешна Југославија, реално изводливо. Земете го Ориент Експрес, Симплон возот, како возел? Од Париз до Истанбул, преки територијата на поранешна Југославија, која што била тоаш кралство, и тоа е целиот коридор 10. Сакам да прашам, колку е реално, например, да седнам јас и вие да седнеме во воз и од Скопје до Белград да стигнеме за 2 часа или од Скопје до Софија да стигнеме за сат и пол. Да не звучи тоа популистички, политички, колку е реално изводливо и затоа што тоа чини многу. За Белград е изводливо, зависи и од нив, и за Солун и за Атина е изводливо. Па ние до Солун имавме воз. Имаше, сега ќе е многу побрз, а во однос на Софија ние од наша страна ќе работиме, треба и оние работат од нивна страна за да се поврземе. Нешто многу на нервоза ми е терата со Софија. Не, ја терам само Така на реалност, затоа што од најобичен инфраструктурен проект пробаја да прават политика. Не можат да се воздржат да не напаѓаат кога се работи било што поврзано со Македонија. Значи не е ништо страшно во реализација на инфраструктурни проекти да има лош проект. Сегде во светот се случува. Детройт метро пробаја да градат, им пропаднаа машините. Буквално не може машините да ги изведат. Не направиле добра геологија, се појавија подземни води и тоа е тоа. И никој таму заради тоа не прави политички проблем дека некој нешто против Детройт има. Еве, од многу далеку давам пример за да не бидам погрешно сватен. Така што не е ништо страшно да се признае дека е сгрешен проектот или дека не е добро изработен и дека треба нов да се направи. Не може вие од тоа политика да терате. Навистина некоректен однос. Еве, како јас сега секој ден да излегувам и да велам, ние изградивме граничен премин Клепало, од другата страна има шума и нема ништо. Така и сега секој втор ден ја да го повторувам. Тоа е вака Берово, така? Да. Зашто не го изградиле? Тие зна. Добро, не го изградиле. Тоа е тоа. Тие се поврземе на друго место. Не може од се проблем да правите. Овде гледам дека сте предпазлив, не давате рокови, бидејќи е специфична и темата за пругата, да, и многу пари е и треба финансирање прво да обезбедиме, па после. Има шанси? Многу работам на тоа. Имам граници, можам да кажам кои се границите. Финансирањето нема да е од Русија, нема да е од Индија, нема да е од Кина. Се останато доаѓа како опција. Арапските земји? Па не верувам дека се заинтересирани за... Опа, тие ги интересира само пари, што е? Тоа е веќе кредитирање. Овде треба финансирање за проект. За конкретен проект. Така што... Кој би имал интерес? Мислам дека западната хемисфера е нешто кое што доаѓа во предвид. Пак Унгарија рековте не, така? Унгарија не. Добро. Најавивте реформа во
законот за градежништво и урбанистичко планирање и наидовте да дадовте една изјава која што беше поприлично лута, нервозна и предизвика помалку гнев кај одреден дел и од градоначалници, но и од луѓе. Видите, додека сум јас министер, Карпош и Центар нема да мрднат да градат. Не беше така. Јас се обидувам да ја парафразирам, извинете. Нема, мора да сме прецизни во изразувањето. Да, знаете дека Што се случи? Летово јас предложив измени на Законот за урбанистичко планирање, кои што имаја цел да олеснат изградба на училишта, градинки, амбуланти, болници и катни гаражи. Затоа што тоа се 5 работи кои што фалат во цела држава. Да ви кажам искрено, мислев дека ќе се заврши работата за 2 дена. Настана една таква ерупција на реакции, кои што ги разбирам, нема проблем. И јас решив на тие реакции на сите да одговорам. Урбанистички хаос се случил, ќе колабирал урбанизмот, така натака и така натака. Првата реакција доаѓаше од Сдружение на граѓани, чии што активисти главно се од општина Карпош. И јас на седница на комисија им реков, добро, вие ја познавате материјата или зборувате само за својата општина? Бев долно доблесен, тоа е прв пат во историја на собрание и веројатно нема да се повтори, да на моје барање бидат поканети представници на невладина организација. На носење на закон, не на јавна расправа. Тоа е комплет друга процедура. Но да не навлегуваме во собраниските процедури. И наместо да ние водиме конструктивна дебата, таму имаше дебата на глуви, затоа што не се слуша аргументите. И им велам, вие имате реакции за цела држава или за вашата општина? Па велат, ние сме од Карпош. Ако е за Карпош, можеме да разговараме како што има специјален закон за Охрид, кој што ги дава резултатите. Прв пат УНЕСКО не дава забелешки за Охрид, дава за другата страна на езерото, за Поградец. Дајте да направиме исти такви специјализирани закони и за Карпош. Ама велат, не ферет, ќе ви објаснам зошто. Велат и Центар е проблем. Дајте, велам и за Центар да направиме. Ама не реков вака ќе е законот, реков дајте да направиме. И тоа не им чинеше, и тоа го вулгаризира. Но што е суштината на целата оваа работа? 5 месеци поминаја. Кај е урбанистичкиот хаос? Кај е колапсот во урбанизмот? Таква работа нема, ама мене никој не ми се извини, што одеа кај претседателката на државата да бара да не ги подпишува законите, да не го подпишува законот. Добро, тој закон не е донесен, така? Не, донесен е, донесен тогаш. Донесен е. И еве го функционира 5 месеци и нема ни урбанистички хаос, ни урбанистички колапс, ништо, има само секоја недела по 1 до 2 нови школи и градинки. Гледате дека почнуваат да се градат. Тоа што деца немаат, родители немаат деца така да се ги однесат во градинка, затоа што фалат такви објекти. Добро, тој дел дано врски се фаќаат по градинки за децата да им ги примат. И навистина сум револтиран, затоа што никој не најде доблест да се извини, речи добро се извинуваме, не сме биле во право. Најлесно е да се критикуваме, а после тоа треба да се носите и со последиците на критиката. Зашто ги алудираат само Центар и Карпаш? Не, ја не ги алудирам. Ви кажав кој ги алудираш. Невладиниот. Тоа што таму биле. Но впечатокот во јавноста е дека Стефче Екиновски многу ви издервирал, па вие сега нема таква работа. Знаете, пошто малку делува нефер, ние сега ќе имаме закон кој што ќе важи за Карпаш, прво. Нема, не се донесоа такви закони. Не, знам, но јас кажувам како изгледаше дебатата тогаш. Иначе 5 месеци поминаа. Зашто ме прашувам, бидејќи од едната страна на Карпаш се гради, затоа што не може ДУП да се донесе, во ДУПот се носи со советници каде што има од ВМРО да издесат. Тоа е веќе друго прашање што прави советот. Од другата страна на влае не можеш да градиш и човек кој што има барака, кој што го зголемил своето семејство, тесна му е, не може да изгради спрат да додаде. Тука се слагам и тоа одам го поедноставувам да знаете со какви тоа проблеми. Тоа се прашања кои што советите треба да ги решат. Затоа што детални урбанистички планови носат советите, не носи Министерството за транспорт. Затоа имам комплетно различни беа дебатите, но вишо би со тој закон еве го си заживеа и тоа што го кажував се случи. Добро, но имавте вие таква изјава додека ова раководство на општина Карпаш нема како беше тоа. Тоа е веќе политичка изјава во однос на состојбите во советот. Јас сега зборувам во однос на законот кој што тоаш го изгласавме и какви беа реакциите. Дека ти има урбанистички хаос. Го нема урбанистички. А зашто имавте таква жестока изјава за Карпаш?
Добро се ние. со раководството. Тоа е Ние- само гола политика е тоа или? Не, знаете дека таму со многу работи кои што ги прави градоначалникот не се слагаме. И политика е тоа, со нешто се слагате, со нешто не се слагате, не е дека има нешто специјално кое што треба да го правиме. Со оваа зградава на Фатмире теми, позади Мак Петров што е вамо и на Тоа е одговорност Горце Камчев. Тоа е одговорност на општината. Треба општината да одговори како дали одобрение за градење, како донесте детални урбанистички плани, така натаму. Добро, но вие можете да го сопрете ако нешто не е исправно. Не, немаме ингеренција. Имаме ако не е исправно. Тамо Ама си и Орце Камчев, тамо и Фатмире теми. Видете, ја можам за секој нив да ви кажам моje лично мислење, ама во случајов е небитно од причина што прво не Министерството, градежен инспекторат може да интервенира доколку е дивоградба или доколку се работи надвор од градежна парцела. Во случајов нити е дивоградба, нити се работи надвор од градежна парцела, од причина што таму има важечки детални урбанистички план. Како општината дала одобрение за градење во услови кога слушаме во јавност дека одредени институции имаат негативни мислења, тоа треба да одговори општината. Кој им негативно мислење? Па колку што слушаме во јавност, конзерваторски центар, Па тие дале три пати така натака. позитивно мислење. ама не сум градоначалник на Карпошевс, како Не, изнамо. даде, ние сега правиме муабет, јас се врзувам на тој закон и за урбанистичко планирање. Тоа треба да тоа. си го одговори Знаете, општината. Сега околу овој дел, околу градежништвото, како да го заокружиме, како ќе се стави ред таму? Општините треба да одговорат. Нема министерство во ингеренција, не знам како поедноставно да објаснам. Пред некој ден Не, мене не, ја совршено добро знам каде почнува општината, каде завршува пред некој ден за министерството. Струга ме прашаја дали ќе реагирате, не реагира министерство, обвинителство реагира. Нека реагираат и нека кажат што е во Струга во ред, што не е во ред. Значи, не можеме неедуцирано да водиме дебата во јавност. Јас немам проблем граѓаните да не знаат. Ама ние кои што сме на позиции мора да одговараме врз основа на факти. Да, но ако граѓаните не знаат, многу е лесно да се Па манипулираат. јас за тоа не ќе да ги манипулирам. И дајте ми го Скопје малку, како посебен. Како ви изгледа ова со автобусите, со Катастрофа. целиот? Треба да се смени законот за локална самоуправа, не може во оваа држава секој да одговара, освен градоначалник да не одговара. Председател на држава може да ја сменет, премиер може да ја сменет, може да одговараат, само градоначалник го бираше 4 години што сака може да ја прави. Мора да се смени законот за локална самоуправа, одговорност да. Сега таа прстот го вперува и кон вас и кон СДС. Градоначалничката Може што дека сака да совет. прави, но на крајот на денот нема одговорност. Кога нема одговорност, зависи од волјата или самоволијата на одредена личност. Тоа не е систем, тоа е самоволија. Мора да се наоѓаат системски решенија. Кој ви ја наметна, Данила? Вие тогаш бевте за... Не, никој не ја наметна, беше едно решение кое што дојде тогаш само по себе, беше председател на Сојуз на стопански комори, добро профилирана во јавност и така беше избор. Нема таму некоја голема приказна. Денес се каете? Па грешка е, дефинитивно, да. Сега ќе ви биде потешко на локалните избори до година? Не, мислам дека една лекција која што ја имаме научена од минатото е да имаш една мода нели непартиски, да си одиме со партиски решенија кои што ако ништо друго барем према партијата ќе чувствуваат одговорност и према луѓето во партијата и нема се однесуваат вака. Ние имаме градоначалници во Скопје, сите се предложени од партијата, сите одлично работат. Тие прво, видите, кои да ставите прво треба да видат да имат одговорност према нас, па потоа спрема вас Се слагам, ама во партијата. ако веќе гледаме дека према никого немаат одговорност, барем да чувствуваат одговорност према најголемата политичка партија во државава, тоа е најголем дел од народот. кој што Вака му гласа на доаѓа избори. како она партијата и државата треба да е обратно тие, обично вие сте како во праксата вие сте наши слуги, така му доаѓа. Слагам, министер. ама и она мислење дека нешто партиите се стигматизираат и треба непартиски решенија, еве тока и стигаме до непартиски решенија. Колкав ви е буџетот за 2025-та? Државниот? Не, за транспорт и врски. Државниот знам дека е скоро 6 милиарди, колку беше. Видете, Преку тоа е 6 милиарди. добро прашање, исто е така наречена неедуцирана дебата. Едно е колкав е буџетот, второ е колкав може да реализирате. Мислам дека покоректно прашање е колкави се капиталните расходи. Таму имаме Па, тоа беше следно прашање. 8 милиарди денари имаме за Бехтел НК. Некаде околу Може во евра да ги избориме? Ајде, околу 135 милиони евра имаме за стартно за Бехтел и НК. Некаде околу, затоа што најголем дел ќе одат преку транспорт, некаде околу 200 милиони евра ќе има за општините, кои што ќе одат како дотации до општините. Преку таа линија која што отворивме 250 милиони евра за општините. Тоа е унгарскиот кредит, така? Не, веќе од годината се од буџетот.
Така што тие се двете најкрупни ставки и има помали ставки, има водоводи, канализации. Знам дека тој така проект го водевте вие, тоа не е удар во изборниот процес? Кој? Ова с 250 милиони на Па ние општините. ќе ги поделиме во јануари, изборите ќе се во октомври. Така да. И прво, второ, Па таман. второ, сите општини добиваат. Еве, до сега за Струга зборувавме, Струга доби. Таму оди по број на жители. Значи формулата е XY ева по број на жител. Теоретски, ако формулата е 45 евра по жител, ако општината има 100.000 жители, 4,5 милиони евра и легнуваат на сметка. Значи, ако добро сватив, од капитални расходи имате освен ова за Бехтел и Енка, така и ова проекти што се за општините, овие 250 Да, милиони. другото е преку јавните предпријатија. ЈПДП има своја програма, железници. Фирми своја што се програма. под вас, во каква состојба се железници во... Железници во многу лоша состојба. И транспорт и инфраструктура. Пошта е во катастрофална состојба. Тоа ми се три најголеми предизвици. Пошто ја споменавте, излегувате вака бомбастично, што како се планирало, но ќе остане пошта? Мора да преживе. Тоа ми е голема битка, иако многумина сакаат да пропадне. Колку вработени има таму? Пошто во моментов има некаде околу 1900, треба да се рационализира на 1500 по еден план кој што го работиме. Но мора да преживее затоа што има големи приватни интереси кои што сакаат пошта да колабира. Доста приватни пошти сакаат пошта да колабира, но нема да дозволиме тоа. Добро. Авиолетовите. Ги споменавте на почетокот дека малтене ако не ја фативме работата, дека и ќе си отидеа и ТАФ како концесионери. До толку е лоша ситуацијата? Значи, ако 2000 години македонските аеродроми стагнираа, ако таму втора декада на 21 век со влезот на ТАФ, реконструкцијата на Скопскиот аеродром, проширувањето на пистата на Охридскиот, така натака, станавме лидери во регионот. Јас кога дојдов министар сватив дека веќе почнуваме сериозно да заостануваме. Например, во моментов Приштинскиот аеродром има повеќе патници од Скопскиот аеродром. А по мене Скопскиот аеродром треба со Солунскиот аеродром да се натпреварува, не со Приштинскиот. Да не зборувам за аеродромот во Тирана. Нишкиот аеродром почнува да го стига Охридскиот аеродром и сватив дека тоа е огромен проблем и дека мора нешто да правиме. Првиот чекор го направивме. Комплетно нова политика на субвенционирање, каде што субвенционираме доаѓање во државата, не заменување од државата, со зголемени субвенции и првите ефекти еве се гледаат. Имаме 6 нови дестинации. Очекувам во вториот повик кој што ќе оди сега да имам уште 4 до 5. Така што очекувам следната сезона на летање која што почнува во април месец да отвориме со 11 нови дестинации и следна година очекувам 200.000 патници плюс на двата аеродроми само со оваа политика. Кога е истекол мандатот на ТАФ? Мислам мандатот концесијата? 2029 година. 2029. За се веќе се разговара, се размислува на Рано е, но се уште е таму рано. од кај 26-27 веќе треба почнеме. Добро. Мислам дека горе-доле сум тука уште малку политичкиот дел ми недостасува. Ова со Бојко намерно беше или навистина се... Па не знам Препокува. што мислите намерно или Па намерно, навистина. например, дека некој ќе каже, еве се договориле за Александар да го напаѓа за на Значи, Бојко да му расте ние рейтинг од во Бугарија. живење во теорија на заговор стигнавме до кај што стигнавме. Па добро сега. Така да поедноставни се работите од кој што изгледаат. Така што нема никаква теорија на заговор, тоа што е во јавност, тоа е тоа. Сте се... Ама јас еве не си дадов оставка, Бојко нема да е премиер, така што малце треба да се внимава кога се зборува. А ако биде премиер? Па нема биде како што тоа да работи. Па добро, на следни избори, ако биде премиер, Па како се, ќе ги... ако го изберат граѓаните во Бугарија, ќе биде и ќе го почитуваме, но еве сега не е. Затоа треба внимавање. Не разбирам зашто отидовте со Борисов толку на... Па јас не разбирам зошто од никаде повикан излезе да бара оставка од мене и дека тоа било услов за да се нормализираат односите меѓу Македонија и Бугарија. Како може политичар од странска држава, бивши премиер, да се мешава во внатрешни работи на Македонија? Не излегов јас да велам Бојко ако е премиер нема соработуваме, еве сега велам, ако е ќе соработуваме, ако е тоа избор на бугарскиот народ. Ама кога обратно ќе поставите работите, а нормално јас се бранам, што очекуваше Бојко? Јас си излезам и ти речеме добро, пошто Бојко рече да му се извинам, да се поклонам и ќе си одам. Го сгрешиле човекот. А кога ви се изборите Конгресот на ВМРО-ДПМН и тоа е следната година, така? Да.
Кога му На доаѓа? декември месец. Декември. Да. А по статутот мислам дека Мицкоски нема право да оди за председател. Не, има. Има уште еднаш има. Уште еднаш има, Да. бидејќи мислам дека беше два така вие два пати. Три? Три. Аха, добро. Дали може би имате амбиции? Не, Бидејќи- сум го одговорил ова многу пати. Аха. Ние сме најблиски соработници, имаме одлична соработка. Многу ми напробаа да не скараат во опозиција. Сега исто малце пробуваат и откако ја направивме владава, но со смалено темпо. За нивна жал, за среќа на партијата, таа работа не успеа и ние сме навистина најблиски соработници. Јас сум исклучително задоволен од соработката која што имаме, се надевам и тој, гледам да секаде каде што можам да помогнам. Морам да кажам дека во ова што го работам имам огромна поддршка, без премиер овие работи не се тераат, а во однос на партијата, самото тоа што се освоија најмногу пратеници од позиција на опозиција, а власта освои историски најмалку податоци, доволно говори за квалитетите кои што председателот на партијата ги има. Ќе каже некој во оваа влада имате министри од прв и од втор ред. Едната дилема, другата дилема, претпоставам и тоа сте го слушале како муавет, дека постои некакво несогласување помеѓу одредени министри, можеби и да се примети несогласување. Не е од тој тип повеќе, не знам како да го употребам зборот несакање, но зошто излего од или напуштија извршен комитет кој беа Лутков, Божиновска и уште еден имаше. Затоа што согласно статутот на ВМРО-ДПМН, комисиите кај нас се неспојиви со членство во извршен комитет, а Лутков и Божиновска ги водат комисиите за култура и за енергетика. А Маја Кадиевска? За економија. Така што тоа е тоа. Неспојивост на функција, ништо друго. Заради тоа се отиде. Да, ги министри се другиве двајца. Маја си е одлучи да остане во приватниот сектор, но си е виден член на партијата, така што тоа е тоа. Перински или Орце? Мислам дека е тоа измислена дебата, прерането ќе зборуваме в година Функционира веќе во јавност. в година на лето. Перински не крие дека сака да биде градоначелник на Скопје, Орце Гергиевски не крие дека сака Следно лето мислам дека ќе зборуваме. Рано е сега за кандидат за Скопје. Да, не се отворили уште темите. Рано имаме скоро година ден. Не е рано. Нешто помалку од година. Ние не сме навикнати, иначе требаше од сега да се знае. Јас тоа го замирувам на сите партии. Требаше сега да го кажете, ова е кандидатот и тој дооди и да си го... Не, се менуваат. Што вака на месец дена пред избор, ова е кандидатот ќе гласа. Мала држава сме, многу често се менуваат состојбите. Мислам дека следно лето е право време. Сега горе-доле не се ни отвараат тие теми? Не. И нема логика да се отворат. Имаме уште четврт мандат од постојните градоначалници. Добро. Какви ви се односите со Вреди? Коректни. Со Знам? Исто, коректни. Коректно е во владата, имаме коректен однос. Чувствувам некоја задршка или грешам во перцепцијата? Не знам како поинаку одговорам. Коректни односи со едните и со другите. Дека многу различни толкувања за и околу она за кое што вие сте се бореле апропо јазикот. Еве сега ви доаѓа, ви се удира како, ви се враќа како бумеранг. Видете, ние може предизвици да имаме секој ден прашање дали владата функционира и едно од најголемите изборни ветувања кое што никој не веруваше пред избори, ние го реализиравме, а тоа е дека Дујќ оди во опозиција, еве Дуј во опозиција. Имаше две големи изборни ветувања кои што ние ги дадовме, за кои што имаше голема скепса. Едното фактите го покажаа дека Дујќ оди во опозиција, а второто е дека нема да има уставни измени под бугарски диктат. И еве нема. Иако уште некои кова теорија на заговор дека ќе има, нема, така што тие две изборни ветувања ги реализиравме. Вие имате фаворит за Скопје или не? Немам затоа што е рано да имам. Да. Иначе кога ќе дое времето, сега дека ќе имам. Имам неколку политички, но на тие треба близ да се одговара. Вардар е исто една болна тема каде што луѓето дел од комитети излегоа Тоа е со тврдење. прашање за кое што имам најмалку знаење, така што Така не се ни мешате, не се ни мешате таму. Дајте ми го уште моментот со Европската унија, односно дали би можеле и официјално де факто и де јуре да ги почнеме преговорите. Можеме ако најголемите земји членки на Европска унија решат дека Македонија треба да стане членка на Европската Ве унија. гледав вчера на интервју, рековте еден тешкаш да отиде во Софија. Ја од 2018 го велам тоа, не од Кој е сега. тешкашот?
Било кој министер за надворешни, министер за Европа, советник на председател и така. Што бара тој од нас? Од нас ништо, од Софија треба побара. Да, ама ние, видите, ако завршиме одредена работа, една одредена работа да завршиме за оваквото, Не, јас вчера реков дека доколку донесат стратешка политичка одлука во рамки на Европската Унија, дека сакаат проширување, еден дипломатски тешкаш ќе го реши проблемот со Софија за едно приплавни или едно поплавни. па добро, тие имаат одлука за проширување. Па немаат. Да, Албанија и дадоа. Нема, ќе видиме како ќе оди. Јас се што сум кажал по однос на проширување, звучело во моментот еретистички, времето за жал го потврдило. Велам за жал, тоа што нас тоа не ни одговара, ама така е. Не, еве јас така и го Еве читам. Србија од кога преговара? Нема врска и Турција Црна Гора од преговараше. кога Не преговара? се, ама например, вака е извадено во медиуми сега да го отворам за да видите како тоа вие го споменавте и она што е извадено. Вели, ако сработиме добро со Франција, еден дипломатски тешкаш за едно попладне во Не Софија кажав ќе го така. реши проблемот. Не кажав така, не знам кој пренел така. Фокус го читам. Па веројатно не пренесле добро. Стојам на тезата дека доколку Европската Унија сака Македонија да почне преговори, Македонија ќе почне преговори затоа што ние немаме проблем со најсилната земја членка НЕУ, имаме проблем со неславата или втората најслаба земја членка. Па јас би рекол повеќе дека не само за неславата, туку и за насилните 5-6, тоа беше едно добро образложение во периодите кога тие не сакаа да зборуваа на тема проширување во нивната домашна јавност. Кога тоа би се променило, убеден сум дека еден дипломатски тешкаш од Западна Европа со едно предпладне или попладне во Софија ќе го реши проблемот. И па таа изјава со насловот каква врска има? За мене најзначајна средбата е се според Николовски, Ама тоа ако е толкување според да, Николовски. не, Дотука- ако дотука е успееме цитат. да сработиме добро со Франција и со некои земји од Западна Европа, Не нашите реков аргументи за позицијата за уставни измени со одложено дејство може лесно да бидат пример. Нема, тоа е некој си го протолкувал, а изјавата моја тоа што го цитиравте, некој ставил Да, наслов. тоа е изјавата, да, не може да ја врти изјавата. Затоа е многу лесно да се ставаат наслови, а тешко е Не, знаете, се зашто извртат цитати. не само вие, и ни пред- фали малце професионалност во јавниот дискурс. Нас не фали секде професионалност. Но, несомнено е дека Франција некако постојано, не само на вас, и предходно нас ни ставаше сопки, одеднаш ја смени методологијата. Ама факт е дека во Европската Унија има резерва кон проширувањето, не на Македонија, генерално кон проширувањето. И тоа е тоа што го кажувам, ама вакво вадење од контекст е Добра. сам некоректно. Дали Александар Николовски е најсилна талка во она комуникација со Орбан? Па дека ми е пријател, дека го познавам, долго го познавам, уште од времето кога беше во опозиција и дека имам високо мислење, Има ли он услов за Груевски? Не е поврзано пријателството наше со било што. Не. Пријателства траат ако не се условувани. Дали е побарано да се врати Груевски? Не? Никогаш. Бидејќи има информација дека може кај да се врати Груевски. И дека Дали- тоа се врзува со кредитот, дека Не. ќе го земете Груевски, па Тоа ќе се ви ги овие пуштиме парите. Теорииве на заговор, вадење изјави од контекст, наслови, ставање без основ и така натаму. Така да нема таква работа. Со Унгарија може да ни помогне на кој е ставот на Унгарија за Македонија во однос на патот кон Европската Унија? Подржуваат многу, ама за жал не се во екипата на најсилни земји членки на Европска Унија. Значи Груевски не би се вратил, ако добро сватив. Не е врзано со унгарското. Не е на ниједен начин поврзано. Ова со банките што преговаравте, на крајот кој ќе ги плати? Донесовме одлука на Ние ќе ги влада. платиме граѓаните или? Па и тоа е поедноставување. Видете, ние повлекуваме кредити секоја година како држава. Сега повлекуваме од држава, најчесто повлекуваме на отворен пазар, издаваме евроврзници. Ние овие пари теоретски можевме и трошиме за инфраструктурни проекти, така? И ќе платевме 3,25% камата, иначе ја знаат граѓаните, на евроврзница плаќаме 7. Само за споредба. Се ние велиме дел од тие пари да ги пласираме во стопанството, пак ќе ја платиме каматата, ама стопанството да има корист на начин што банките ќе пресметаат минимални трошоци и ги сведовме на минимално на 1,95, што ќе А убедливо... разликата кој ќе ја плати? Нема разлика, тоа ви велам. Вие сте економски едуцирани, ама пак имаме проблем кога се поедноставуваат работи во јавност и кога не се води едуцирана дебата. Колку е каматата на кредит? Значи, Македонија повлекува секоја година за да финансира буџетот средства. Со евроврзница, например, имаме повлечено, во јануар треба да се вратат 500 милиони евра
Претходни влади ги повлекле со 7% камата. Тоа ми е јасно. Сега ние повлекуваме со 3,25% камата. И толку е 3,25% е каматата која што државата ја плаќа. Добро. Тоа што е фиксно. Како и троши тие пари, државата е незина одлука. Добро. Претходно ги трошиле за ликвидност на буџетот, затоа што не собирале доволно средства. Океј. Ние решивме дел од овие средства да ги разиграме. Дел да одат во општини, дел ќе одат и за ликвидност, дел да одат во стопанство. Добро. За да се пласираат во стопанство, нормално е дека банките имаат своји трошоци вработени, имаат Добро. простори, плаќаат обезбедување на кредитите, треба направат, некој нема да го врати кредитот, Добро. хипотеки да активираат и така натака. И нормално е да си наплатат за тие трошоци. Бараја 2,9, се спуштија на 1,95. Добро. Така што тоа што ќе плати стопанството е 1,95. Тоа е тоа. 1,95. А овие 33, а кредитот кој ќе го враќа? Секако државата ќе го враќа кредитот. Односно ние. Ама како и сите други кредити кои што Така. се земаат. Не знам, Па значи, па не, Каде сега е не го разликата? поедноставувам, а на пример 3, колку посто ќе ги враќа државата, односно ние, стопанството плюс ќе плаќа 1,9 и кога ќе му дојде. не е така. Стопанството не плаќа 1,9 на кредитот. Стопанството плаќа 1,9 на банките. Затоа што банките ги испорачуваат кредитите, затоа што имаат своји трошоци. Тоа е многу различна работа. Затоа треба едуцирана дебата да се води. Добро. Имам уште многу што да прашувам, не сакам да навлегувам во оние, претпоставам муавети кои што и како се ги слушате. Пошто со бизнис муавети, вие сте сега министер, не можам да ве прашам дали имате бизнис. Немам. Да, некој ќе каже абе има бизнис, не знам, биотек, таму не знам што реди. Немам бизнис, иначе ние семејно, јас сум единствениот буџетар во семејството, целото моје семејство нема втор човек кој што е во јавна администрација и сум многу горд на таа работа. Не си уморен? Не, многу сум мотивиран. Не знаеш цел живот да си онака. Но како Сега сега што како велате, цел живот е надржал на Па, еве ја. го Олаф Шолц е канцелар на Германија, има почнато на 23 години. И никој во Германија тоа не го спори. Напротив, мислам дека професионалци не фалат. Николовски ќе ја биде ли Македонија? Какви ви се Мора да ја односите со какви ви се односите со социјалдемократскиот сојуз со Венко Филипче, нова Како гарнитура? власт со опозиција. Па добро, вчера гледате имаше потек, на пример Силјановска разговараше со Филипче. Тоа е работа председател на држава. Па добро, порано не сме гледале такви. Па тоа такви значило дека маневри. немало луѓе кои што ја водат работата како што треба таму. Дали таа мантра кога веќе говоревме за прецизно, нели, и читање на изјавите, не шпекулирање, дали ќе се треба се менува и таа мантра во тој политички председател на дискурс. држава е да обединува работа на председател на држава е да Сигурно Мицкоски и обединува. Филипче имаат, не говорам за оние лидерски среби, сигурно се срќаваат каде што. Значи да не се гледаат така индиректно ќе се намали и она нетрпеливост помеѓу обичните луѓе. До сега немало средба, но мислам дека е доста Тоа е доволно кафе муабет да испијат, не треба доста нормална работа е да се среќаваат председателот на неголемата политичка партија со председателот на опозиционата партија. со Заев имало договори? Па ако мислите на оние шпекулации, немало таква работа. Еве времето покажа дека немало. Нели широки коалиции ќе правевме 4-8 години Па кај се. добро, веројатно не очекуваат и дека толку ќе загубат, сигурно и вие сте. Па не, мислам дека дури вие се некои изненадивте од победата. мислам дека некои беа многу креативни. Луѓе кои што работат немаат време за празни муавети. Луѓе кои што не работат имаат време за празни муавети. Тоа е разликата. Добро, благодарам што бевте во Беше бизнес задоволство. Благодарам на поканата. Александар Николовски, министер за транспорт и врски, вице-премиер, подпредседател на ВМРО ДПМН во бизнес муавети на Фактор МК. Вам почитувани ви благодарам што бевте со нас, благодарности до Форманова, нашите пријатели, formanova.com.mk, таму имате се што ви е потребно за вашиот дом. Јас ви закажувам нова средба за 7 дена. Довидување.